Следите вестите на Канал 8. Избран е проектант кој треба да ја изработи техничката документација за реконструкција на градскиот парк и околината на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Според склучениот договор, избраниот понудувач треба да ја заврши задачата за 3 месеци, пошто ќе може да започнат и градежните работи на терен. По завршувањето на рокот од јавниот повик за доделување договор за јавна набавка на услуги, избран е изработувач на проектната документација за реконструкција на градскиот парк во Кочани. Станува збор за Бирото за проектирање, инженеринг, услуги и трговија, ИНТ Глобал Инженеринг АВ од Битола, кое доставило најповолни услови на повикот. Почитувајќи го иденото решение од инвеститорот, проектот ќе содржи поплочен простор на кој што ќе се одвиваат различни настани со можност за поставување бина и монтажни трибини. Потоа зелена површина со дефинирани растенија и цветни површини, простор за седење, осветлување со канделабри и мултифункционален простор, односно платформа со урбана опрема. Според описот на проектната задача, пред Центарот за култура Бели Мугри ќе се задржат дрвјата во Зелен остров, а спомен бистите на Љупчо Сантов и Раде Кратовче ќе се дислоцираат кај влезот од источната страна. Предвиден е и нов централен пристап од јужната страна до Центарот за култура, што ќе овозможи побрз проток на луѓе. Пред објектот на Центарот ќе има фонтана со распрскувачи на вода од подот кон горе, а на местото на постојните трафики покрај кеот ќе се постават нови унифицирани павилјони. Во паркот ќе се задржат постојните дрвја и зеленилото, при што е предвидена нова пешачка патека во која ќе навлегува зеленило, а ќе биде поставена и нова урбана опрема и соодветно осветлување. На шеталиштето покрај кеот на реката, кое продолжува јужно до улицата Никола Карев, ќе има поставено урбана опрема. Кон реката е предвидено амфитеатрално поставени скали, што ќе бидат обложени со дрвени седалки. Со реконструкцијата на градскиот парк треба да се нагласат функционално-естетските вредности, што се важни за остварување на урбаниот идентитет на Центарот на Кочани. Сите елементи, според формата и изгледот, треба да представуваат функционална целина што ќе има однос кон околната реализирана структура и ќе представува логично надоврзување кон неа. Завршната обработка на паркот е предвидено да се изработи со гранитни плочки. За реализација на проектната документација за реконструкција на градскиот парк наменети се близу 419.000 денари од буџетот на општината, а рокот за изработка е 3 месеци по склучувањето на договорот со изработувачот. Носителот на кандидатската листа за пратеници од коалицијата Можеме, Љупчо Николовски, одржа пресконференција во Кочани, на која рече дека во новиот мандат ќе се завршат 80% од обврските за пристапување во Европската Унија, а целиот преговарачки процес ќе се заокружи за 6 години. Да искористиме шансата на отворени врати во НАТО и во Европската Унија. При тоа, драги луѓе, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската посебност се денеска признаени од сите, од Европската Унија, од НАТО, од меѓународната заедница, од целиот свет. Единствени што ја омаловажуваат македонската гордост и денешна реалност, единствените кои што денес не нарекуваат северџани и со многу други разни измислици, се самиот врв на ВМРО ДПМН и самото нивно раководство. Додека целиот свет не признава и го потврдува нашиот идентитет, македонски јазик, тие својот народ го нарекуваат со изразот северџани. Нека им служи на чест на сите лаги и на сите измислици. Во преговорачката рамка на Европската Унија јасно е наведено дека јазикот на кој што ќе треба да се преведе европското право и европското законодавство е македонскиот јазик. Поголемо признание и потврда нема, почитувани пријатели. Македонскиот јазик е јазикот наведен во нашата лична карта во Обединетите нации. Македонскиот јазик е јазикот на кој што водиме меѓународна комуникација и склучуваме меѓународни договори и со Грција и со Бугарија. Македонскиот јазик е тоа.
Апсолутно ништо не им останува на Христијан Мицковски и на ВМРО ДПМН и на ова фейк ньюз ВМРО, освен ширење на лажни вести, ширење на лаги кај граѓаните, дека сме го губеле јазикот и дека сме го губеле идентитетот. Единственото нешто што го губиме се остатоците на вашиот режим, кој не врати десетици години и децении назад. До 2024 година ќе ги отвориме 80% од поглавијата за интеграција во Европската Унија, а за 6 години ќе го затвориме преговарачкиот процес. Вие, господа од фейк ньюз ВМРО, со вашата ароганција, со вашата диктатура, со надменоста која што ја покажувате, не би можеле тоа да го направите и не би можеле тоа да го испорачите на македонските граѓани не за 6, ниту за 66 години. Со глас за коалицијата можеме. Помагате да обезбедиме 2,5 милијарди евра од европските фондови кои што ни се надофат денеска. Тоа се повеќе пари за вакво справување со корона кризата, за новата македонска економија, за зелената агенда, за енергијата, за економијата, за конкурентноста, за капиталните инвестиции, за канализации, за водоводи, за земјоделство, за патишта и во истокот и во целата наша земја. Тоа се европски пари за европски стандарди дома, во истокот и во целата земја. Согласно изборниот закон, 345 болни и изнемоштени граѓани од 4 општини во регионот ќе гласаат еден ден порано од закажаниот датум за парламентарните избори. 2 дена порано ќе гласаат лицата во самоизолација од COVID-19. Вкупно 345 болни и изнемоштени лица од општините Кочани, Виница, Чешиново, Блешево и Зрновци ќе гласаат на 14 јули, односно еден ден порано од датумот за гласање на предвремените парламентарни избори. Покрај нив уште 5 жители на Кочани кои се во самоизолација поради COVID-19 ќе гласаат 2 дена порано, односно в понеделник. Во споредба со минатогодишните председателски избори, кога имаше вкупно 113 лица, за овие избори е евидентиран тројно поголем број на пријавени болни и изнемоштени во 4 општини. Од општинските изборни комисии за Канал 8 потврдија дека во законскиот рок до нив биле поднесени вкупно 364 пријави. Сепак, 20 биле одбиени затоа што не ги исполнувале потребните критериуми. Од одбиените 13 се во Кочани, 5 во Виница и 1 во Зрновци. Најголем број од граѓаните кои ќе гласаат на 14 јули, вкупно 187 се во Кочани, додека 97 се во Виница, 43 во Чешиново Облешево, а најмалку 18 во општина Зрновци. На избирачкиот список во 4 општини се запишани околу 58.000 граѓани со право на глас. Тие своето избирачко право ќе го остварат на 103 гласачки места. Редуцирање на бројот на ученици и воведување на смени се дел од сценаријата за почетокот на учебната година од септември. Од Министерството за образование и наука објавија концепт за далечинско учење, но истиот не значи дека учениците ќе мораат да продолжат со таков тип на настава. Ќе се оценува според состојбата со епидемијата. Септември е се поблиску, а конкретен план за тоа како ќе се одвива новата учебна година се уште нема. Кризата со COVID-19 придонеса за тоа последните 3 месеци од изминатата учебна година да поминат онлайн, а бидејќи бројот на ново заболени со коронавирус не се намалува, не е познато дали учениците од септември конечно ќе се вратат во училишните клупи. Реакциите за досегашното онлайн учење беа различни. Меѓутоа, ако може да се суди според реакциите на интернет на повеќе наставници и професори, сите тие сметаат дека најдобро ќе биде нормализирање на наставниот процес со соодветен протокол за безбедно враќање на учениците во училиштата.
Од Министерството за образование и наука пак пред неколку дена објавија концепт за далечинско учење, односно презентација на национална платформа за е-учење, која би можела да се реализира од септември 2022 година. Републиката и институциите на системот во земјава мора да имаат изготвен концепт за развој на систем за далечинско учење, кој би бил применлив не само во кризни ситуации, како е актуелната предизвикана од појавата и ширењето на вирусот COVID-19, туку и во секоја друга прилика кога за еден, повеќе или за сите ученици ќе има потреба да се организира далечинско учење, доколку не посетуваат настава во училиште поради било каква причина, информираат од Министерството. Сепак од Министерството за образование потенцираат дека создавањето на еден таков систем за далечинско учење не значи дека учениците ќе мораат нужно да продолжат со ваков тип на настава и од септември. Во однос на прашањето за тоа на кој начин ќе се реализира наставата од септември, оттаму вела дека постојат повеќе опции кои се во игра и дека и натаму останува да се види каква ќе биде состојбата со вирусот. Друго сценарио и најпосакувано е целосно нормализирање на наставата, односно спроведување на воспитно-образовниот процес, како и допред појавата на пандемијата или пак реорганизација на истиот преку редуцирање на бројот на ученици во училница, воведување на смени во училиштата и слично, информираат од Министерството. Пренесување порака за заштита од COVID-19 преку уметнички дела. Ученичката Мими Војновска од Кочани за време на карантинот наслика уметнички дела, преку кои ја изрази својата креативност и љубовта кон сликањето. Дека и во здравствена криза може да се изрази креативноста и да се стане уште поактивен, говори младиот уметник Мими Војновска од Кочани, која за време на карантинот својата идеја за сликање и талент ги представи на платно. Заштитата од COVID-19 таа ја представи во своите дела, а сликањето и дојде до израз токму за време на карантинот, кога поголем дел од луѓето беа дома заради состојбата со коронавирусот. Војновска времето го искористи да создаде уметнички дела кои вреди да бидат представени пред јавноста. Јас уште од мали години почнав да посетувам часови по сликање и цртање во Центарот за култура Бели Мугри и од тогаш се повеќе и повеќе го развивав тој талент. Идејата беше, имав повеќе време и сакав со една слика особено да доловам колку е важно ние да се заштитиме во овој тежок период, но исто така и цртањето и сликањето многу ми помогна да се справам со оваа ситуација. Многу сакам апстрактни дела и исто така уживам последните 2-3 слики ми се поврзани со природата, бидејќи мислам дека многу од нас сега ја посетуваме различни излетнички места и конечно ја сваќаме таа волшебна убавина. Сакам многу исто така да сликам портрети на различни луѓе, сакам да прикажувам и различни емоции, но многу сакам и да прикажам и силни луѓе, охрабрени луѓе со некоја цел да некој ги види тие слики да биде мотивиран. Сликам со акрил на платно, таа ми е омилена техника, бидејќи брзо се суши бојата и можам брзо да творам. За време на корона кризата преминав да сликам на платно, а порано сликав повеќе на хартија и имам испланирано веќе унапред околу 3-4-5 дела, па така кога ќе завршам нив, не планирам да престанам да сликам. Војновска е ученичка во гимназијата Љупчо Сантов и заврши 3-та година. Вели дека не мора да се биде на Академијата за уметност за да се слика. Таа уште од мали нозе ја сака уметноста и ќе продолжи и понатаму со сликањето. Очекува нејзините дела да бидат представени во самостојна изложба, а во иднина се гледа како врвен познат уметник. Здравствената криза поврзана со COVID-19 неизбежно го измени начинот на кој се реализира воспитно-образовниот процес по 10 март.
Со цел да се добие вистинска слика во однос на реализирањето и ефектите и недостатоците од онлайн наставата, Министерството за образование и наука упатува повик до сите родители кои имаат основци и до наставниците да учествуваат во истражувањето што го спроведува Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието со подршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Републикава и Реактор истражување во акција спроведуваат сеопфатно истражување во основните и средните училишта поврзано со здравствената криза и COVID-19, што во голема мера влијаеше на начинот на кој се реализира воспитно-образовниот процес во нашата земја. Основната цел на истражувањето е да ги сумира сите релевантни искуства и да го процени севкупното влијание на пандемијата COVID-19 врз образовниот процес во земјава. Преку вклучување на сите засегнати страни, даватели и корисници на услуги во образовниот сектор, директори, наставници, родители и ученици, ова истражување ќе даде директен увид во различните искуства и важните аспекти на учењето на далечина. Добиените сознанија ќе се искористат исклучиво за анализа на постојната состојба и за креирање на идните планови и активности во образовната политика. Затоа од Министерството за образование и наука ги повикуваат сите родители да го споделат мислењето и искуства со пополнување прашалник. Истражувањето ги опфаќа родителите на деца од основно и средно образование и има за цел да сумира со какви се предизвици мораше да се соочат овој период и како сметаат дека треба да се продолжи понатаму. Истото истражување се спроведува и со наставниците и професорите. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.